Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада, а во нив ќе гледате. Клучните прашања на денешното судење се однесуваа на тоа дали во објектот имало ПП апарати, дали имало портир, забрана или пак издадена дозвола за влез. Празникот Свети Атанаси Зимски годинава традиционално се одбележа на Тетовското кале. Вчера на Тетовското подрачје били изречени 26 мерки за погрешно паркирани возила. Денеска продолжи судењето за пожарот во Тетовската модуларна болница кој се случи на 8 септември 2021 година, во кој животите ги загубија 14 луѓе. Пред судот роднини и медицински персонал како сведоци на обвинителството раскажаа што виделе за време на копната ноќ. Клучните прашања се однесуваа на тоа дали во објектот имало противпожарни апарати, дали имало портир, истакната забрана или пак издадена дозвола за влез. Двајца доктори и една медицинска сестра кои вечерта биле на смена денеска во судницата се присетија дека пожарот во Тетовската модуларна болница избувнал позади креветот откако реанимирале пациентка, кој што иако се обиделе да го изгаснат со вода и ќебиња се ширел многу брзо. Се случило за неколку минути. Противпожарен апарат во собата во која што избувнал немало, но дали дотогаш имало во другите простории не се сеќаваат, односно воопшто не обрнале внимание на тоа дотогаш. Вратата на амбулантата не ја затворале затоа што влегувале пациенти на преглед, а ако забележале трети лица, тогаш им велеле да излезат затоа што влезот бил забранет, што било истакнато и на вратата. Дел од сведоците, роднини на пациентите, велат дека влегувале повремено во модуларната за да ги преоблечат, иако знаеле дека имало забрана, или затоа што во еден од случаите се работело за лице со посебни потреби. Други пак велат дека престојувале внатре слободно без да им забрани некој. Но никој од нив немал дозвола за влез ниту од доктор, ниту од болницата. Сите се согласни дека портир кој би го контролирал движењето во објектот немало. Пред камерите застана само Мумин Исмаили, чија сега почината мајка поради COVID-19 била хоспитализирана 28 дена во модуларната болница. Тој вели дека со брат му се грижеле за неја внатре во болницата. На тоа модуларна болница имаше некој што на 2-3 продолжники што седат кај пациентите. Немат капацитет болницава да се грижи за пациентите. Има 36 пациенти таму, а 3 доктори. На продолжението на главната расправа на 16 февруари ќе бидат сослушани уште неколку мина сведоци како и вешти лица предложени од обвинителството. За пожарот во кој загинаа 14 лица се обвинети двајцата поранешни директори и доктор, како и Тетовската болница како правно лице. Празникот Свети Атанаси Зимски годинава традиционално се одбележа на Тетовското кале. Уште во раните утрински часови беше отслужена Светата Божествена литургија, по која беа изрежани славските колачи и беше избран кумот за следната година. По повод празникот голем број верници се собираат во весели друштва, а одбележувањето е надополнето со топли напитоци и вкусна храна. Празникот Свети Атанаси Зимски утринава со Света Божествена литургија беше одбележан во истоимената црква на Тетовското кале, на врвот од ридот Балтепе. По литургијата беше одржан чинот на режење на славските колачи, при што беше избран и кумот за следната година. По повод празникот, традиционално на Тетовското кале доаѓаат голем број верници, каде што одбележувањето покрај другото е надополнето и со весела дружба, топли напитоци и вкусна храна. Така беше и годинава, а студеното време не ги спречи тетовци. И овој пат да ја продолжат традицијата за Атанасов ден. Здраво, јас сум стариот кум. Дојдовме и оваа година да го предадеме кумството
Лани ми падна мене паричката и убаво ми помина годината. Тука сме кај Светец Свети Атанасија. Посакувам на сите верници да имаат здравје, мир и да се собираме што повеќе и до година. Инаку празникот Свети Атанаси Зимски се прославува и во неколку околни населени места. Коментирајќи го скокот за 2 позиции на Северна Македонија според индексот на перцепција на корупцијата на Transparency International, премиерот Димитар Ковачевски на денешната пресконференција истакна дека тоа се должи на општото издигнување на транспарентноста во државата. Најпрви на скалата на најновото истражување, Северна Македонија има напредок во мерењето, во делот на справувањето со корупцијата и во делот на транспарентноста. Тоа се должи на тоа што најпрви транспарентноста во државата е издигната на највисоко ниво. Ако ги погледнете и другите мерења, владата е 100% транспарентна институција. Потоа ако погледнете во Министерството за внатрешни работи, веќе се работат 120 случаи кои што се со коруптивна основа во нив, и тоа е практично причината за зголемувањето односно за подобрувањето на државата на рангирањето. Пред нас секако има работа. Јас за секоја област го кажувам тоа. Ние веќе работиме на дигитализација на судскиот систем, на поврзувањето, односно на дигиталното поврзување, интероперабилност на судовите со институциите со кои што најмногу разменуваат информации. Исто така унапредувањето на законодавството е пред нас, со оглед на тоа дека скринингот во делот на владењето на правото заврши и веќе за неколку месеци ќе можеме да ги имаме и извештаите од Европската Унија во делот на бенчмарковите, односно критериумите кои што ќе треба да ги исполниме, и самиот пат кон полноправно членство во Европската Унија значи и подобрување на законската регулатива, спроведување на законска регулатива, унапредување на институциите и унапредување секако на ефикасноста на институциите. Моите очекувања дека во иднина Северна Македонија ќе напредува на сите овие рангирања, како што државата напредува кон интеграција во Европската Унија. Владата има зацртана стратешка определба да ја подобри диверзификацијата во снабдувањето со природен газ, истакна министерот за економија Кришник Бектеши. За прв пат од осамостувањето на државата е либерализиран пазарот во делот на природниот газ, се зголемени капацитетите на постоечкиот гасовод кој го имаме со Република Бугарија, и преку транспарентна постапка, јавна постапка, СМ продажба објавува количини потребни за потребите на СМ продажба и за нивните клиенти во делот на природниот газ, и таму можат сите да се пријават. Веќе е пријавена одредена компанија, мислам за месец февруари. Согласно моите сознанија, генерално природниот газ е од ЛНГ терминалите во Турција, каде што доаѓаат ЛНГ газ од сите страни на светот, вклучувајќи го и САД, па и други извори. Значи, над 90% од количините кои моментално се носат во Северна Македонија се од ЛНГ терминалите во Турција и преку цевководот или гасоводот во Бугарија се пренесуваат во нашата држава. Ние немаме само еден снабдувач. Индустријата моментално се снабдува од Промгаз. Како што знаеме, Промгаз има договор само со Газпром, и газот кој влегува во нашата држава од страна на Промгаз или пак ќерка компанија на Макпетрол е 100% од Газпром или пак руски газ, а во делот на газот кој влегува за потребите на СМ продажба, тие се од ЛНГ терминалите во Турција вглавном, и многу мал процент, согласно моите сознанија, се од овие извори. МВР ги превзема сите потребни активности за обезбедување мирно и безбедно чествување на годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. Нема работа во полиција без да има планови и без да се анализираат состојбите кои ги имаме, рече денеска министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Министерството за внатрешни работи си ги превзема сите потребни активности кои што се однесуваат во насока на обезбедување мир, стабилност во државата, меѓутоа и конкретно за посочениот настан кој што е, така да таму каде што ќе се процени, тогаш кога ќе се процени дека треба да има поголемо присуство на полицијата, тоа ќе го има,
и за тоа апсолутно упатувам на порака за смиреност до сите граѓани. Тука се институциите на системот кои што функционираат и кои што мора да ги обезбедат овие очекувања кои што ги имаме. Затоа мора да упатиме јасна порака до сите политичари, политички субјекти да бидеме одговорни во овој процес, бидејќи неодговорноста не прави добро на граѓаните на државата. Напротив, мислам дека неодговорноста нема да донесе ништо добро ни за самите тие политички субјекти. Ова е состојба во која што треба да бидеме сите одговорни, бидејќи мирот и стабилноста е одговорност на секој еден од нас. Во продолжение слушнете ги информациите од полицискиот билтен. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 20 часот и 50 минути во парк на улица ЈНА во Тетово лишиле од слобода 2 лица од Тетово и 1 лице од Република Косово, затоа што кај нив биле пронајдени марихуана и дробилка. Тројцата се задржани во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе бидат изготвени соодветни поднесоци. 45 годишникот Тетовски порој вчера во 20 часот и 50 минути во СВР Тетово пријавил дека на улица Благоја Тоска во Тетово поради нерасчистени должничко-доверителски односи бил физички нападнат од 69 годишникот Тетовско Непроштено. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер околу 20 часот и 30 минути на улица Гоце Делчев во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово пронашле патничко моторно возило Opel Astra со тетовски регистарски ознаки, кое истиот ден наутро било пријавено за одземено. Извршен бил увид, а возилото му било вратено на 62 годишниот собственик од Тетово. 61 годишна тетовка вчера во 8 часот и 50 минути во СВР Тетово пријавила дека на улица Благоја Тоска во Тетово била касната од куче скитник. 41 годишник пак од Гостиварско Врапчиште вчера во 16 часот во СВР Тетово пријавил исто така дека неговата малолетна ќерка била касната од куче скитник. Вчера на Тетовското подрачје били изречени 26 мерки за погрешно паркирани возила. На прекршителите изготвени им се законски предвидени глоби и од СВР Тетово информираат и дека контролните активности со паркирањето во градот ќе продолжат и во наредните денови. И овој месец во Тетово се реализираат бројни мерки и активности за поголем ред и безбедност со паркирањето, посебно во централното градско подрачје. Вчера биле изречени 26 мерки кои се однесувале на погрешно и паркирање во така наречени двојни редови, додека 25 возила кои непосредно го попречувале нормалното движење на другите учесници во сообраќајот биле подигнати од Тетовската пајак служба. На прекршителите им се изготвени соодветни поднесоци и зависно од тоа каде непрописно ги оставиле нивните возила, ќе се соочат со парични глоби, кои за овој вид сообраќаен прекршок се движат од 45 до 180 евра во денарска противредност. Вакви активности планирани се и во наредните денови со 3 пајак возила, пред се на улиците Илинденска, Маршал Тито, Благоја Тоска и други. Вчера исто така од 7 до 11 часот на Полошкото подрачје била спроведена и засилена акциска контрола за пристигнување. Заради пристигнување на забранети места биле санкционирани 21 возач, 13 во Тетово и 8 во Гостивар. Во рамки на акциската контрола биле санкционирани и 3 други видови сообраќајни прекршоци.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!